За време на викендот во регионот се случија серија послаби земјотреси кои предизвикаа загриженост кај граѓаните и страв истите да не се претходница на некој поголем. Кочанчани и виничани го почувствуваа земјотресот што се случи во неделата, нешто пред 11 часот, чиј епицентар е во районот на градот Сандански во Бугарија, на оддалеченост од 100 километри источно од Кочани. Малку го почувствував. Така, кои се причините за појава на земјотрес? Причините ли? Да. Па не знам, земјата се тресе, што друго. Представува ли опасност, Па како не представува тоа? Клизми се тоа, катаклизми се тоа. Не сум го почувствувал, јас ви кажам. А разбрахте дека имало земјотрес? Од рекла казала рекла дека има, ја не сум го почувствувал. Да. Што представува опасност? Не, Силен ли беше земјотрес? не беше силен. Стручњаците смируваат со искуствата и сознанијата дека е добро кога се случуваат серија слаби земјотреси кои всушност се амортизирачки. Лошо е кога наеднаш се случува силен земјотрес. При тоа сугерираат дека нема место за паника и дека Кочанско-Виничкиот регион не е сеизмиолошки активен. Инаку, граѓаните сметаат дека земјотресите, поплавите и другите појави во природата се последица на климатските промени, но и на нарушувањето на природната рамнотежа која ја предизвикува човекот и индустријскиот развој.